Следната компанија која што ќе ни се представи се InPlayer. И сега имам особено задоволство, пошто ми е многу драга, да ја поканам Стефанија да го представи InPlayer. Повели Стефанија. Здраво, фала Диана. Јас сум Стефанија, јас сум го будам дел од човечки ресурси во InPlayer. И многу ми е мило што присуствуваме на еден ваков настан. Наискрено ми е прв джубфер, така да ќе ме извините доколку имам некакви технички ваква. Дали ми ја гледате презентацијата? Се тоа ме интересира само. Моментално не. Share screen. Да, само момент, пошто јас сум на Google Slides, не сум на вако. Дали сега ми ја гледате презентацијата? Сега да. Добро. Игнорирајте ги сите табови. Значи вака, InPlayer, не знам дали сте чула за InPlayer, во принцип е британско-македонска компанија, која што е започната во 2010 со седиште во Лондон. Во Лондон ни се наоѓа CEO-то, бордот на директори, делот маркетинг, делот sales тимот. Другиот дел од sales тимот ни се наоѓа низ Америка и Австралија. И сите останати функции се тука во Македонија. Моментално, значи, сме отприлика 11 години во индустријата и моментално броиме околу 190 вработени. Во принцип имаме над 700 клиенти. Најголеми пазари ни се Америка, Британија, Европа. И исто така имаме доста интересни клиенти нови од места како Исланд, Кореја, Сингапур, Сенегал и слични држави. Во принцип, значи, пандемијава, иако беше многу деструктивна за многу индустрии, ние сме многу благодарни што сме на среќната страна, ако може така да се изразам, на пандемијата, каде што буквално ни се зголеми обемот на работа повеќе од 10 пати, бидејќи нашиот продукт во една платформата која што ја градиме од 2010 па навака е Paywall Solution. Paywall на македонски, кога ќе го кажем, е софтвер кој дава пристап до содржина на корисници кои се претплатиле за таа содржина. Во принцип, како јас, како не техничко лице, како го разбирам, е леер над видеото, кој што го заштитува видеото, им дава аксес само на оние корисници кои што платиле за да ја гледаат таа содржина. Работиме со разни вертикали. Спорт е голема вертикала за нас, entertainment. Како што реков, за време на пандемијава буквално комплетно нови вертикали имаме, како например stand-up comedians кои што не можат веќе да перформираат во Вегас пред голема публика. Имаме фитнес инструктори, бидејќи нели луѓето не можат да одат во gyms. Значи, во принцип многу интересно се развиваше ова платформа, мора да признам, во 2020. И иако мислам нашата технологија реално може да содржи, да заштити било каков тип на содржина, претежно сме фокусирани во видео светот. Во последните 5 години покрај платформата го диверзифициравме бизнисот, со тоа што направивме стратешки партнерства со други компании кои што се исто така во OTT индустријата. Ние работиме во over the top индустрија. Каде што им помагаме со нашата експертиза и знаење, им помагаме да ги градат нивните продукти со тимови во Македонија. Како Pigeon Media, HireSpace, Groovy Gecko, Synergy Sports, Delta 3 и други. Во принцип имаме неколку core values кои што ни се вака меѓутоа, бидејќи културата е многу важен аспект
за стартап компании, мислам и воедно и за воопшто за сите компании, културата, како беше Питер Друкер, мислам дека го има кажано на познато culture eats strategy for breakfast. Значи, многу се фокусираме на културата и на добробитието на нашите вработени. Во принцип, сме customer driven, значи многу се грижиме за нашите клиенти и сакаме нашите клиенти, мислам, буквално така го градиме продуктот, со фидбекот од нашите клиенти, нашите commercial тимови, како што се sales тимот, customer success тимот, кои што го сочинуваат акаунт менеджерите и customer success, постојано собираат фидбек од пазарот, од значи потенцијални клиенти, од постоечки клиенти, од корисници кои што се end useri, всушност тоа се клиентите на нашите клиенти кои што го гледаат контентот. Постојано собираме од нив фидбек и сите тие нивни барања, requirements се следат, значи се следи пазарот и сите тие се преточуваат во спецификации кои што понатака се развиваат во нели како софтверски решенија, како фичери на нашата платформа. Passion или страстен ентузијазам кон она што го работиме. Во принцип, работата треба да биде во сооднос со личниот живот, нели? Во принцип се бориме да градиме место каде што луѓето ќе бидат креативни, каде што ќе можат да се развиваат и да ги развиваат своите вештини во секојдневието. Автономија во работата, ownership, значи буквално секој е одговорен за оној чанк на работа за кој што му е задолжен, нели? И во принцип тоа е двигател на ентузијазмот и на personal development. Последното е тимската работа. Работиме во разни тимови, во принцип како што споменав, имаме доста тимови, имаме меѓутоа никој не би успел како поединец, нели тимската работа е многу важна, особено во оваа индустрија. Ова е делот мот 2 години веројатно, кога беше роденденот на Никлар, кога бевме во офис, сега се сме сите од дома. Мислам, сите канцелариите ни се отворени, имаме неколку колеги кои што одат во канцеларија, меѓутоа сепак нели пандемијава го смени комплетно начинот на работа. Технологии кои што ги користиме, бидејќи работиме покрај на платформата наша, работиме со партнерски компании, имаме широк спектар на технологии, почнувајќи од Golang, React.js, .NET, C#, Java, Aves и така натака. Имаме моментално 22 отворени позиции, не ги собираше на слайдов да ги ставиме, така да слободно можете да го посетите за нашиот career page employer.upsiteajob.com. И во принцип тоа, можам доколку ми остана време би кажала и околу бенефитите какви нудиме. Во принцип нудиме флексибилно работно време, нудиме приватно здравствено осигурување. Предскоро се претплативме на Headspace, која што е апликација за медитирање и mindfulness. Почнавме да вежбаме со Илена Бубало. Предскоро имавме и постојано правиме некои евенти. Предскоро имавме нека виртуелна градинарење, мислам, не градинаравме виртуелно сите дома. Мислам, генерално се дружиме, меѓутоа се дружиме вака на Zoom колови, на Hangouts. Се надеваме дека ќе заврши оваа пандемија и дека ќе се вратиме на некој хибриден модел на работа. Па јас мислам дека успеа во 7 минути ова се да покријам. Апсолутно успеа. Само едно кратко прашање, дали примате практиканти во InPlayer? Во моментов немаме отворени пракси, меѓутоа летово можеби планираме некој, бидејќи сакаме да ги имаме праксите се буквално како што спомна Нина, многу комплетно се согласувам со тој став.
дека треба да им се пружи на практикантите како теоретско надоградување, така да можат да работат и на вистински проект, така да генерално планираме летово, нека го следат нашиот job board. Фала ти, Стефанија. Значи, проверете ја веб страницата која што ја посочи од Inplayer за сите отворени позиции. Фала ти многу, Стефанија, уште еднаш.